Уште еден инспиративен разговор денеска ќе имаме со една друга прекрасна девојка од моите групи. Во соботата имавме со Вале. Преубав разговор го имате се уште тука на Фидоп, само ако треба да скролнете да го преслушате, мислам дека не треба да го пропуштите. И имам повеќе девојки кои што ќе ви ги представувам низ деновиве недели што следат, меѓутоа првиве два лајва сакам да бидат посветени на овие две неверојатни жени со кои што работиме многу убаво во моите програми, кои што се едни од Вале веќе ја запознавте, оваа вечерва што ќе видите е незина колешка и е исто толку многу амбициозна, исто толку многу ентузијастична, исто толку многу е фан на личен раст и развој, а сепак има разлики меѓу нив и во нивните планови, и во начинот на како ги доживуваат работите, и во начинот на како ги конзумираат. И кога си правев список со кои се сакам да поразговарам, вака за да ги видите жените од другата страна, онака real women, прва ја напишав Вале и второ одма ја напишав Незе. Значи името е Мартина. Сега ќе закјутам секунда да дадам шанса да се вклучи и после кога ќе биде она вклучена ќе настане малце некоја разлика во тонот и продолжувам да зборам, каде што ќе видите каков разговор имаме спремно денеска за вас. Само момент. Еве си. Hello. Здраво, здраво. Како си? Добра сум, супер. Фала ти многу на поканата. Премило ми е што да гледам. Јас скокнав од групата само што ми заврши, со двојката ги викам нивова група, бидејќи почнам во втори месец. Денеска имавме матурска забава. Денеска беше тој делот со фидбек давање и солзи, по некоја солза на сите страни, меѓутоа беше стварно убаво. И за крај им реков, ќе си напишеме после уште нешто повеќе, ама морам да си го испочитувам времето што го ветивме за лајф, и знаев дека ти тука ме чекаш. Кратко само кажав за тебе, само кажав дека си Мартина и многу малку кажав за зошто јас сметав дека треба да бидеш одма после Вале да зборуваш. Да си раскажеме тука, да збориме некои, да се направиме малку на сесија во живо. Кој сака да гледа, нека гледа, ама сега ти представи се прописно да видат луѓето со кого збориме, што збориме, и после тоа одиме на припремениот контент. Вака, здраво на сите. Најпрво сакам тебе да ти се заблагодарам лично за оваа покана што ми овозможи да бидам дел од овој серијал на лајвови. Многу ми е мило. Јас сум Мартина Симјановска, сопруга, мајка на две девојчиња. Од пред неколку години преселена во Германија. Се интегрирам полека, нови правила, знаеш и ти, Маја, како иде тоа. Со тек на време, како што поминуваше времето, како што се интегрирав, повеќе почнав да се интересирам за личниот раст и развој, посетувајќи и други коучеви, семинари, подкасти, и на крај патот ме донесе кај тебе да бидам дел под твоја палица, како што кажуваат, и да влезам во твојата програма. Јесте, да. Сега, ти се вклучи во најпрвата јавна мисија, кога прв пат го стартував програмот како првенче, како нов проект од оваа страна, и поминавме заедно 3 многу интензивни месеци, каде што просто не можам да одлучам дали си учесник или си навивач. Значи, Јас ги имам тие слики во глава и снимките, нели, кои што од време на време ги прегледувам, меѓутоа секогаш кога ќе помислам на тебе, ми иде следнава слика во глава. Јас кажувам нешто, или пренесувам некоја случка, или правам некоја поента, или сумирам некоја лекција што сме работеле, и тоа ќе ме наведе да спомнам нешто, некоја дешавка што јас не сум планирала да ви ја кажам на тој час, меѓутоа излегува од подсвесот, од негде ќе ми се појави, ќе ми дојде до идеја да ви раскажам нешто, и како што ќе го раскажам тоа, Мартина прави. Значи, главата и лета на сите страни, плеска, се смее, ја треска главата од бюро. Значи, ти ми беше најекспресивен слушател во сите тие месеци што ги одевме заедно. И
немаше никаква потреба да те прашувам во текот на курсот како ти се допаѓа, дали ти ги исполнува очекувањата, што ти носи слично, зашто тоа беше премногу очигледно. И немаше никакво чудо, тоа што ти премина во таа деветката што објаснував во Савале, а тоа е откога се заврши 3-месечниот курс за тие што од вас што има смисла и тие од вас што се спремни да одат, како да кажам, подлабоко и подолго да се посветат на процесот. Постои уште еден 9-месечен курс на кој што може да се пристапи само ако бидеш на овој првиот од 3 месеци. И од прилика до сега 60 до 70% од моите жени одлучуваат да влезат во таа дополнителна програма. Сега, јас сакам да вратам малку назад, кај делот со ти дојде на курсот и сите знаат и јас да подсетувам на делот дека многу добро си помина и дека сите твои експресии укажува на тоа колку ти беше се тоа вау што ти се случуваше. Ама реално да биде Мартина, ние кога правевме разговорот, кај што јас ти ја представував како изгледа мојата група, ти не знаеше дека толку ќе ти се свиѓа, не знаеше дека толку ќе кликнеме, не знаеше кои девојки ќе ти се паднат во група и не знаеше од тука натака колку високо ќе полетат твоите цели. И затоа врати се на тој момент, мислам дека беше негде февруари 2025 година кога разговаравме дека групата ќе почне во април, ама ти си фати место уште во февруари. Како и зошто ја донес одлуката да дојдеш баш кај мене да работиме заедно? Најпрво ради тоа што те пратев цело време нормално на Инстаграм како следач и како некој што желба му беше да работи тоа ти што го работиш моментално. И осетив едноставно по видеата, по сето целиот контент што го имаш ти на твојот профил, дека некако енергетски тука си ми блиско. И решив да исконтактирам со тебе, ти ми ја понуди програмата и никогаш во животот нема да кажам дека сум сгрешила, ради тоа што тие понеделници ги чекав со цело срце и цела душа буквално да дојдат и да се опуштам. Плюс тоа, паралелно на тоа, како што кажи ти преска, не знаев кој ќе биде во групата, излегоа жени лавици, жени што ќе останат вечни пријателки и многу добри, квалитетно поминато време, многу научено, многу техники, едноставно поинаков човек, за разлика од претходните години. Значи, присутна да беше одлуката таа што претходно гледаше некоја содржина, гледаше некој материјал и веројатно интуитивно што се кажа? Интуитивно се кажав, јас морам да исконтактирам со тебе и мислам дека тоа е тоа. Кога го направивме првиот разговор, едноставно си осетив, интуицијата ми кажа, тоа е таа енергија, си кликнавме, мислам дека уште на прв момент и без проблем прифатив, окей, Маја, јас влагам во групата и беше премногу забавно. Најмала рака. Поготоа да кажеш некој виц, тоа беше супер. Добро, тоа е неизбежен дел од, мислам, или виц, или мислам дека една од моите први изречици што ми доаѓаат и прво инстинктивно што ми доаѓа да го раскажам во било која прилика е да кажам некоја своја глупост, нешто што сум сгрешила, просто хуморот на моја сметка многу ми годи. Мене ми е смешен исто така, кога се навратам како се случило што се случило, гледам дека ви е смешен на вас и многу користи и просто има стварно многу забавна нота во самите сесии, ама и моментот Мартина е тоа што ајко ќе помина првишниот дел, ајко ќе поминат првите 2-3 сесии каде што уште понекогаш може некој да има резерва, на некој многу потешко се отвори отколку за некој друг. Се попуштаат полека со перачките и кога ќе се створи таа близина и кога нешто е репетитивно се сретнуваме секоја недела во тоа време 2 сати поминуваме заедно, 2 сати, што се вика животот го ставаш на тацна со намера да добиеш помош и да добиеш поддршка, насока, стратегија, што и да е. И таа близина што се створува, поттикнува исто така забавни моменти, забавни коментари, слобода да се нашалиш на своја или туѓа сметка во умерени граници, а тоа да биде сватено баш така како што треба. Така што баш ми е заштундува дотокнува, јако си поминуваше цело време. Валја попали се на зината редовност, ти си тука исто во тој кош, значи не на рака може да се избројат патите кога не дојде.
а имавме договорена сесија и тоа се доложеше или на лет во тоа време, пошто нели ти си на релација Германија, Македонија, како и јас доста често во годината, или се доложеше на настинка на некоја децата што нели сосема друга категорија на спрешеност, зашто некош не можеш да дојдеш. Така што браво и за тоа. А сега сакам да раскажеш за тоа откако бидна во групиве, на кој начин ти се избистри, искристализира и разјасни твојата желба и цел да се бавиш и ти исто така со коучинг и што те советува, кои ти беа првичните чекори и до кај сме сега? Најпрво, како ми почна целата, јас искрено не знаев. Дел од мене знаеше што сака, дел од мене не знаеше што сака, но затоа ти беше тука за сите совети што ми ги даде, дека тоа никогаш нема да го заборавам, дека никогаш спремен не можеш да бидеш, што и да сакаш да почнеш, почни сега, затоа што колку време и да чекаш, колку време и да ти треба, никогаш нема да бидеш спремен, затоа почни сега, ме поддржа многу за конечно да отворам профил, па после тоа и да си се представам јавно. Тука исто ме контролираше доста, дека треба да идам напред, самодовербата ми беше доста на пониско ниво, затоа што сепак се интегрирав во нова држава и све ми беше непознато и не знаев што да правам. Самата програма, самите лекции, самите сесии, буквално ми дадоа ветер во грб. Премногу ми помогна со твоите совети. Кога и да имавме лоу период или кога вевме скрос на најако, значи секогаш беше со искрено, со морална поддршка. Не можам да заборавам и за групата, значи сите во групата си дававме таква поддршка. Од тебе нормално секој ден пораки, мотивацијски, бодрење, и јас сум сега таму каде што сум, јас сум нов човек, како што кажав и пред малци. Знаеш како, значи, постои причина и постои, како да кажам, некојаш така се поклопува, некој пат некој или нешто вмешува прсти, зашто се наоѓаат одредени луѓе на исто место и во исто време и во иста група, и флуидот што си го направивте вие, што си го теравте до крај е неверојатен и направивте многу добра основа на сите други девојки што ви се придружуваат, како што они завршуваат со своите 3-месечни програми, кои ќе одлучат на деветката и кои ќе ви се придружат на вас. Онака, одеднашка сите се welcome и сите го препознаваат штимунгот што го имате направено меѓу вас. Што мислиш ти дека се вака трите поголемни работи што ти и другиве девојки, знаеш за кого зборам, Вале ќе спомнеме пошто беше представена тука, ама другите се немаат представено. Па еве нема да ми ги наброиме имињата, меѓутоа ти си ги знаеш кои ти се колешките. Што мислиш дека на сите вас вака групно ви беа некои три работи што апсолутно видливо ве разликуваат од почетокот лани, април и сега веќе средина на мај, што сме година и месец дена покасно? Дисциплината, дефинитивно. Значи градење на дисциплина, организирање на работите. Прво, второ, трето, буквално самодовербата, многу намален overthinking. Има многу работи, дефинитивно, каде што кај многу од нас во нашата група се покажа дали во бизнес сферата, дали во приватниот живот, се покажа на многу високо ниво, се сменија многу работи и во личниот и во професионалниот живот. Едноставно, од кога ќе размислам од претходно кога сме почнале и при крајот кога сме стигнале, многу голема разлика има видено кај сите. Едноставно лицата им беа поинакви, посигурни им беа. И тоа е, јас сметам дека тоа е многу важно за кога ќе поминеш еден толкав процес со толкава поддршка на сите работи, на сите научени работи, на сите техники. Не е мала работа, се учи нон-стоп тоа. Мораме да бидеме дисциплинирани, нема завршува програмата и толку. Мора да се продолжи понатаму, ради тоа што тоа веќе станува дел и од нашиот живот. Буквално ние го живееме тоа. Сега го кажа ова, не текна ствари на суштината на дисциплината, ствари зашто потребно да бидеме дисциплинирани и колку е тоа поврзано со самодовербата. Самодовербата не доаѓа заради книга, курс, пофалба, комплименти,
твоите најблиски да ти признаат колку си ти добра, паметна, успешна и тоа, туку самодовербата доаѓа од извршени работи, направени работи. И не постои човек што е дисциплиниран, а да нема самодоверба. Затоа што самодовербата се раѓа од тоа што ти секој ден си исполнуваш ветувањата дадени кон себе си. Додека, ако не си ги исполнуваш они баналните ветувања дадени кон себе си, типот на утре ќе вежбам, за утре ќе се хранам вака, тоа ќе поднесам тоа, во четврток ќе го отворам профилот што се спремам веќе пола година и слично, и кога ќе дое тој ден, и ти кога тоа нема да го направиш, тоа е едно микро непочитување кон себе си. И од збирот на такви микро непочитување кон себе си, доаѓа пат на самодовербата и потрага по надворешна валидација од надвор, некој нешто да ми помогне, и онака како леле, како се зголема самодовербата, така што конечно почне ги правиш работите што викаш дека ќе ги направиш. Само толку треба, и тоа еден мал шифт во навиките што ќе почне да прави позитивен компаунд ефект, благодарение на тоа што наместо микро непочитување, одеднаш ќе има микро почитување кон себе си и одеднаш ќе доаѓа до голема самодоверба. И јас исто мислам дека тоа ја беше одлика и на вашата група, и што земено на сите групи со кои што работам, затоа што знаете дека нема бегање. Знаете дека договорот е јасен, дека од старт ги поставувам работите као типот на слободно, не мораш да дојдеш да не се придружиш, ако планираш да не работиш, тоа што ќе ви го дадам да го работиш, и ако планираш да не доаѓаш на нашите групни сесии кои што се еднаш неделно 2 сати. Еднаш неделно 2 сати. Толку е временската инвестиција што мораш да дадеш од себе, за јас да можам да ти гарантирам резултати. И тоа е нешто што најголемиот дел од вас успева да се придржува до истиот, останатиот дел од вас просто ги расчистуваме работите на некаков начин, затоа што нема никаква поента да членуваш во некоја група, а да не се појавуваш, да не те гледаат луѓето и да не работиш работите што треба да ги работиш. И мислам дека тоа ви годеше многу, понатаму многу ви годеше кога имав механизам и некој внатрешно сетило да ве приметам која од вас заостанува во целите дадени пред самата себе, ветувањата дадени пред самата себе, и соодветно да ве отповикам на тоа и да ви кажам, така не се договоривме. Со Валя кога зборевме мојавтот во саботата, ја потсетив на делот кога он одлучи да откаже од работа и со намера да почне да го развива својот онлайн англиски јазик, да прави групи, да прави индивидуални така натаму, и во тој меѓу период не се случуваше ништо. Као даден отказ на работа, а вамо нема ништо, нема профил, нема активност, нема понуда, нема варење клиенти, и кога ја реков август, што прави, би однако рече, добро. И кога зема тоа да го прави. Така што сите си дојдете таков еден момент, минимум еден, каде што ви дојде како освестување, другари, зашто се собравме дека, ама најјакото истресување од патики за тебе и за другите, мислам дека беше кога ви го донесов на сесија мојот mindset coach. И кога му реков, еве правим што сакаш. Многу добро се сеќавам на тоа и се сеќавам дека цела недела ние, мислам дека секој од нас се спремаше што прашање да му постави и кој прв да го постави прашањето. Тоа беше целата, како ќе биде целата сесија и што ќе биде. А таков подарок, мислам, немам коментар. Предобро беше. Ја тогаш мислам дека прва прашав. Прво што го постави прашањето, и кога твојот ментор ми рече прашањето ти вреди $1,000,000, како што направи сега. И после ајде се заредија сите еден по еден да разговараат и да поставуваат прашање, и сакав исто така да се надоврзам за самата програма, дека мора да се извршуваат работите, да се има дисциплина и окей, ворете да влезеш во некоја програма, ама не е све, нели, 100% само од коучот, од менторот. Значи, тука игра улога и нашата улога игра. Затоа што мално од твоја страна ти даваш све, ама тука треба и ние со иста намера, ради тоа што ако ништо не правиме, може и 15 години некој да оди и да посетува програми, ама ако не работи, не ги извршува задачите, нема да има никаква точка од А до Б да биде поместена. Апсолутно го кажа ова. За да има win-win ситуација, мора да има 50% подолба на трудот, така што да можев јас на сите вас да ви одредам, поправам, направам, кај ќе не беше крај.
Меѓутоа, нормално дека растот се состои во тоа ти со свој рад, со свој труд и со своја сатисфакција и своје задоволство да стигнеш од точка А до точка Б и да се качиш на следното ниво. И апсолутно се согласувам со тебе за тоа што го кажа, а тоа дека прва се приживам само уште толку одам го потврдува моментот кога си ми симпатична и колку однака ти го сакам тој дел во тебе на детска наивност, на ентузијазам, на нема проблем другари, еве јас ќе почнам, I will take the one for the team и однака Мартина создали вака со еден клизач, што доби многу добро отразнување во следните 25 минути, многу добар одговор и најакото од се што беше што да те гледам вака се пропутуваш, си викаш нека ми се тргне редот од мене да дојде некој друг, а до крајот на сесијата он што викаше, како и во случајот на Мартина, и onda се наврати на тебе, може 80 пати, значи Марфи на најако. И јас ајде да го скршам мразот, да видам прва, и после кога почна да раскажува и да збори како примерот на Мартина, и викам, леле, што направи, викам сега. Ама беше многу беше добро, многу добро искуство, многу интересно, поготово некој што не те знае и се вклучува прв пат, се гледаш ти со тој човек прв пат, поставуваш прашање и ти дава одговор и тука после следните 3 дена си го враќа филмот, си го мотав целиот разговор што он го каже и одговорот што ми го даде на мене. Баш беше тоа многу добра екскурзија. Сега, кажи Мартина, секогаш што гледав дека и што се мисли, и што се вика, ми треба ли мене во животот? Дали баш мене еве сами треба група, дали баш ми треба со Маја да работам? А што да правам со моментот што треба се селам ваму или онамо? Што да правам со моментот што децата ми се мали? А што да правам со тоа што не ми се до крај јасно дефинирани целите и немам дисциплина, ни еден курс до сега го немам завршено кој што треба? Што на нив ќе им кажеш? Да бидат решителни. Најпрво мислам дека желбата, потоа дефинитивно да бидат решителни, ради тоа што кога се влага веќе во таква група, како што е твојата, јас изборувам од моја страна и искрено, не може ништо да се изгуби. Тоа што дали се има мали деца или се нема, и моите деца се помали, јас сум преселена во друга држава, каде што паралелно посетувам и курс по германски од 4,5 сати. Во денот тоа што треба да се направи во текот на денот, да се сработи на себе е 15-20 минути. Не е ништо повеќе. Секој го може тоа. Најважно е да сака, искрено да сака промена во себе и промена во другите работи, зависи кој на што му треба и што сака да промени. Ама решителноста дефинитивно, а дисциплината не можете да побегнете од дисциплината ради тоа што Маја е тука. Едноставно јас Маја гледа. Добро, Мартина, фала ти многу. И сакам да прашам нешто за крај, тоа што и Вали дадов шанса, а тоа е, имаш ли ти прашање за мене што би сакала да ти го одговарам? Прашање дали имам за тебе? Ме интересира ме интересира понатаму, тоа знам дека би било понатаму. Каков ретрит би бил тој што сакаш ти да го организираш? Значи, ја не можам да знам дека имаш милиони идеи во глава и многу сум ме интересира многу сакам да... Со другарка ти Вале се гледа дека сте во исти клас, а дали го слушаше нашиот лайв во саботата со неделя? Добро. Она се искористи да праша, кај што искрено мислев ќе удари на мајндсет на нешто, окей, бла, добро. Она искористи да праша, а што се после тие 12 месеци? И јас тука го спомнав, нели, дека ќе биде вклучено некакво одружение во живот од ретрити. Сега ти одиш подлабоко, ај сега кажи ми за ретритот повеќе. Така што, окей. Ќе ти го одговорам тоа прашање, не ми е мислено во детали, морам да признам и да бидам искрена, од причина што со мојот бизнес ментор моментално градиме некаква стратегија пократкорочна, тоа е нешто што е
сега за неколку месеци наредни, а ова би се случило како долгорочна цел. Би се случило тек таму од втората половина на наредната година, на 2027. Меѓутоа, Мартина дефинитивно ќе поскучува 5 дена, минимум, можеби дури 7, ама мислам дека 5 дена е потака оптимално и подозволиво за сите што ни се со различна возрастна деца. Са, например, во тоа време Драгана, која што ни дојде со бебуша на сред програма, уште нема да може да гостува толку многу. Меѓутоа 5 дена од друга страна па поизводливо. Ќе биде нешто што ќе биде во некоја поинтимна атмосфера, во некоја поограничена бројка. Ќе има смислено поло тоа да биде како некоја мини програма, како да ги поминеме сите овие работи што ги правиме низ текот на програмата, само таму заедно, како работна сесија, концентрирано во живо и слично, а другата половина од денот да биде оставена на релакс, на разговори, дружење за фреканција, пеење, вицови, кажување и слично. Планирам да бидат од 2, од причина што многу ми е јасна визијата за тоа што сакам и кај сакам да биде, како ќе изгледа оној дел од ретритот што ќе биде во Македонија. Ама од друга страна, ако остан само на тој, девојките што не живеат во Македонија, очите ќе ми ги извадат и ќе ми речат: не ме зафркавај, дај ми нешто да излезам, да прошетам, да летнам, да се качам на авион и слично. Така што за си ги задоволам двете категории, ќе направиме една интернационална дружба, а за се друго понатаму како ќе се изведе, која е логистиката, дали ќе организираме меѓу себе да се организирате за доаѓање во смислов на пат, дали другачи ќе го изведеме, се тоа ќе се договориме нахнано, битно, знам дека желба има, добра екипа за тоа да го направиме исто така, и така како има, така што еве се искористи информација, не ми се верува. Те биваш. Ајде сега кажем тука на луѓето, иако после кога ќе биде објавено во видео, јас ќе те тагнам за да можеш да си го постираш и кај тебе. Кажи како ти е профилот и во која фаза се наоѓаш сега и што ти е планот во твојата работа, па тој што му е од интерес да те следи и да види ти на кој начин се развиваш себе си. Мојот профил е Симјановска Мартина, за личен раст и развој, мотивација и инспирација. Моментално го кревам профилот све повеќе и повеќе. Нормално работа со клиенти, моментално индивидуални клиенти 1 на 1. Понатаму се надевам програма дека ќе си направам. Јас исто. Уште еднаш сакам да ти се заблагодарам и на тебе за целата поддршка, за што се уште си ми ветер во грб за ова што го работам. И тоа. Апсолутно, Мартина, затоа што знам дека птенката бива и многу ќе ти оди добро, и затоа што имаш однака и природна со тебе, и доволно голема човечност, и доволно голема емпатија, и мислам дека ќе бидеш многу успешна во овој пресвртна професија што го правиш фактички. Фала ти многу што издвои време тука да се појавиме во поширок аудиториум и да си го направиме разговорот. Се гледаме и слушаме за само убави работи и поздрав и на вас дечки, имајте убава вечер сите. Поздрав, фала. Чао.